Граѓаните собираат потписи против, власта си тера попис. Во понеделник започнува попишувањето на вработените во дипломатско-конзуларните представништва и нивните семејства, на диаспората, на припадниците на армијата во странство, затворениците и бездомниците. Од друга страна, опозицијската ВМРО-ДПМН предупредува дека се поголем број граѓани се против попишувањето, за кое велат дека не било статистичка, туку политичка операција. Очекувам над 150.000 подписи против законот за попис, што мислам дека ќе е вовед во рушење на владата, затоа што кога пратениците од владачкото мнозинство, кои што исто така излегуваат на избори, ќе видат дека 150.000 граѓани кои што ги гласаат и нив и нас се потпишале против овој закон, ќе гласаат за поништување на тој закон и условно кажано ќе сме на страната во собранието. Сепак власта не губи време, па затоа денеска првиот човек на дипломатијата Бујар Османи и директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски го презентираа планот како ќе се попишуваат дипломатите и нерезидентното население. За Османи, ова е најважната статистичка операција и мора конечно да се спроведе. Симовски вели дека институциите ќе ги користат сите можни канали за информирање, за да може да се попишат што е можно повеќе луѓе од нерезидентното население. Апликацијата е наменета исклучиво за само попишување во странство, што значи дека пристапот од Република Северна Македонија е оневозможен. Исто така, обезбедени се сите мерки, личните податоци кои што се прибираат преку оваа апликација да бидат максимално заштитени од било какви упади, несакани упади. Иако само попишувањето започнува на 1 март, податоците ќе се запишуваат според очекуваната состојба на 31 март 2021 година во 24 часот. Иницијативата за граѓаните да се потпишат во 27 македонски градови и села, а потоа пратениците на ВМРО-ДПМН е да поднесат предлог измени во законот за попис во собранието и дава надеж на опозицијата дека ќе го блокираат процесот за попишување, за кој велат дека се спроведува во погрешно време.